The Trump administration is reversing the Obama administration's approach towards Israeli settlements. Американскиот државен секретар Мајк Помпео во понеделникот објави дека Соединетите држави повеќе нема да ги гледаат израелските населби во окупираниот Западен брег како нелегални според меѓународното право. Станува збор за драматична смена што ги приближува ставовите на владата на Доналд Трамп поблизу до оние на израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху. Новата позиција ги придвижува Соединетите држави уште подалеку од меѓународниот став што ги смета населбите како нелегални и пречка за мирот. The establishment of Israeli civilian settlements in the West Bank is not per se inconsistent with international law. Повеќе од 400.000 израелци сега живеат во околу 120 населби изградени во делови од западниот брег на реката Јордан, освоени во војната во 1967 година. 24 годишниот Рафаел Морис живее во една таква населба. It's our land. All the land of Israel is our land, and we're supposed to build here a new village and not the Arabs. Таа земја е исто така дом на над 2.800.000 палестинци кои западниот брег го гледаат како дел од идната независна држава. 64 годишниот земјоделец Мохамад Авид вели: لا يمكن أو يستحيل السلام بيننا وبينهم لأنه الأساس أصلا الصراع ما بيننا وبينهم على قطعة الأرض اللي هم أخذوها عنوة. فبالتالي كيف أنا بدي أسمح لإنسان بيسرق أرضي إنه يسكن فيها ويتمتع فيها. Продолжувањето на изградбата на еврејските населби предизвика насилни судири во минатиот месец. Членот 49 од Женевската конвенција забранува окупаторска моќ да пренесува делови од своето население на заробена територија. И палестинските застапници и активисти за мир долго време се обидуваа да го искористат меѓународното право како противтежа на де-факто израелската воена доминација во војната. Овој потек беше поздравен од Нетањаху, која пофали изјавата на Помпео, велејќи дека со тоа се исправа една историска грешка. Трамп ја пресели американската амбасада во Ерусалим, ја призна анексијата на Израел на окупираната Голанска висорамнина и ја намали меѓународната помош за палестинците.